Добар ден, почитувани, ја следите најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Тежнењето кон убавиот, складен физички изглед на телото и лицето, отсекогаш било дел од човековата природа. Естетската хирургија бележи силен подем во последните години. Силиконски гради, подигнат задник, липосукција, помал нос, затекнување на кожата на лицето. Голем број жени и мажи смета дека естетските интервенции им го подобруваат изгледот, а со тоа и квалитетот на животот. Кои зафати најчесто се изведуваат на лицето? Дали естетските процедури се тренд или потреба? Во денешната Телма амбуланта ќе ни појасни доктор Илина Гаджевска-Томулевска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а на оваа тема ќе можете да се вклучите и со ваши прашања во програма. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за естетската хирургија со доктор Илина Гаджевска-Томулевска, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Порано естетската хирургија се сметаше дека е привилегија за оние со подлабоки џебови, со подебел паричник. Но денеска стана достапна за сите оние што се заинтересирани да направат некаква интервенција. Па кој обично е најзаинтересиран за естетски интервенции? Дали се тоа помладите или пак возрастните лица? Така. Па може да кажеме дека да, порано не би рекла дека беа поголем луксус естетските операции, туку повеќе дека беа стигма, бидејќи се уште нели тие се приватни, нели без разлика дали се изработуваат во приватното или во јавното здравство, сепак приватно се покриваат трошоците од страна на пациентите. Така да мислам дека повеќе се работи за подигање на свеста, за разбивање на таа една стигма која што постоеше и дека сега веќе современата македонска нели жена, па веќе и мажите, повеќе размислуваат за нега на своето тело, лице и нели како тоа изгледаат. Причините може да бидат многу бројни и од тука нели произлегува и возрастната група. Различни интервенции се, да кажам, поспецифични за различни возрастни групи. Така да јас група вака би ги поделила на пациентите кога збориме за мотивите кога доаѓаат кај нас во, еве да речем, 3 групи. Едните се оние кои што навистина имаат проблем, кои што нели е евидентно и кога ќе ни влезат во ординација, веднаш знаеме зошто се дојдени и што им е маката. И тие навистина дури емотивно пристапуваат на целата таа проблематика и кажуваат дека да, тоа во секојдневниот живот им смета во самодовербата, во нивниот јавен настап, поготово ако се нели јавни личности, во професијата и така натака. Поготово па ако се помлади кои што поминуваат нели низ адолесценција, училиште и така натака, често пати се соочуваат и со булинг или смејување нели од соучениците. Така да тука е најзахвално кога ние ќе им помогнеме и тие се воглавном и најсрекните пациенти после операција. Има за жал и една група на пациенти кои што јас би рекла и малку по-драстично ги доживуваат своите минимални нели отстапувања. Нивната перцепција едноставно кога ќе се погледнат во огледало е малку поинаква од она што ние околината ги перцепираме. Незадоволни се од себе. Така. Да речеме еве како пример една пациентка која што имаше некои минимални отстапувања во изгледот на носот, вели дека кога ќе се погледне во огледало, само носот го забележува и дека тоа е нели центарот на незиниот свет и додека не се искоригира тој нос, она не се чувствува убаво. Тука веќе е знак за нас пластични нели естетски хирурзи дека може треба со таквите пациенти малку да се работи и
психолошки или да се уклучи психијатар во целата таа приказна, затоа што и нивните очекувања ни покажува искуството дека се многу поголеми од она што ние реално можеме да го направиме. Така, да кажеме, нереални и очекуваме да постоперативно многу често ни се наврата на ординација. Незадоволни. Така. И повторно барат корекција. Да. Иако ние гледаме дека тоа изгледа нели во рамките на она што подразбира естетска хирургија. Затоа што естетската хирургија не е ние да го смениме личниот опис, не е да го смениме идентитетот. Напротив, малце постои едно такво, да кажам, глобално мислење дека пластична хирургија сите излегуваат пластични нели исти од таму и така натака, меѓутоа суштината е многу поголема. Еве веќе начнав дека постои една таква група на пациенти кои што се свесни дека нели добро изгледаат, немаат никоја мана, да кажеме, поголеми одстапувања во естетскиот изглед, меѓутоа дали под влијание на околината во која што живеат, нивната професија или оној тренд социјалните мрежи, Инстаграм, TikTok кои што нели наметнуваат некој изглед на овие генерации, да речеме едноставно тренд како треба да се изгледа сега за да кажеме дека некоја девојка е убава, иако пак е нагласам тоа не се согласува со принципите на естетската хирургија. Тоа се најчесто пациентки кои што виделе коси очи, па сакаат, нели, јас сакам cat eyes, foxy eyes и така натака. Сега со достапноста на интернетот и читаат, нели, доста. Или едноставно сакаат по-волуменозни, по-полни усни, не знам, помалечко, барби носе и така натака. И тука веќе се работи за тренд. За еден калап, така што сакаат сите да се вклопат. Точно, и многу често сум слушнала дека сите пациенти од пластични хирурзи изгледаат исто. Всушност, јас не познавам пластичен хирург кој што работи барем во нашата држава на тој начин. Затоа што сите ние сме поминали на едукација долгогодишна која што не кажува што всушност представува естетика на лицето, на пример. Кои се тие параметри, како треба да изгледа соодносот, нели си имаме ние своји правила и да начинаме 1/3, 1/5 соодноси, кои што не се согласуваат со трендовите сега. Меѓутоа тоа се бара. Сега се бара поголема горна усна. Така. Но доколку дојде пациент кој што инсистира на таков изглед, како изгледа соработката меѓу пластичниот хирург и клиентот, би рекла, или пациентот? Така. Па јас искрено настапувам, нели, со моето мислење. Сите ние пластичните хирурзи генерално се трудиме да одиме со индивидуален пристап. Нели не на сите ни треба истото. Кога ќе ме прашаат што мислите, што ми недостига, нели, се правиме анализа на секој пациент, каде и што може да се надополни, да таа природна убавина која што ја има личноста едноставно се подобри, или ако се работи веќе за процесот на старење, малку да се подмлади, освежи кожата, да се малку бориме со годините, нели, и меѓутоа сепак да не го измениме идентитетот на пациентот. Докторке, долго време се постоеше убедување и дека естетската хирургија е резервирана за жените. Денеска знаеме дека не е тоа така и мажите бараат модуси за разубавување. Но дали жените понатаму се побројни кога во споредба со мажите кога станува збор за естетските зафати или не? Па да, за нијанса се побројни, меѓутоа да, со текот на годините мажите се доста се почести и почести во нашата ординација. Бараат ли различен тип на интервенции мажите и жените? Па искрено жените сакаат се, нели? Значи од лицето да изгледа совршено, телото да изгледа совршено, така да жените се малце повеќе се стремат кон совршенството.
од блефаропластика, односно естетска хирургија на очните капаци, до колку може нешто да се подигне, затегне, дали ќе биде тоа со помалку инвазивни или поинвазивни хируршки процедури, иако за среќа повеќе се решаваат за помалку инвазивните процедури, а додека пак мажите некако се фиксираат на неколку работи, да кажем, најпопуларна е трансплантацијата на коса секогаш кај мажите. Ринопластика или корекција на носот, отопластика, корекција на уши, значи повеќе се фокусираат, да кажеме, на лицето. Меѓутоа, пак, има исклучоци, не можеме да генерализираме, сепак жените се покомплексни. Во естетската хирургија се дискутира и за возраста на пациентите. Па постои ли некоја долна граница? Кога најрано може да се направи естетски зафат кај некоја лице? Може ли во детството? Да, зависи за што се работи. Во детството најчесто ги прифаќаме пациентите кои што имаат проблем со, ние велиме, проминентни или народно клемпави уши, затоа што сме свесни дека овие дечиња кога ќе почнат во училиште веќе се предмет на исмејување од околината и една таква непријатна, да кажеме, средина за нив може да остави и последици во однос на самодовербата и психолошкиот развој, дури желбата за одење на училиште и така натака. И многу често во таа возраст, некаде 6-7 години, во предшколската возраст, може да се одлучиме да направиме корекција, кога навистина постои индикација за тоа. Меѓутоа, другите естетски операции, кои што се, да кажеме, и посериозни, бараат општа анестезија и воглавном ги спроведуваме за одржување на еден помлад изглед, веќе се поместува старосната граница. Конкретно, например, за една корекција на нос чекаме 18 години. Да заврши растот, претпоставувам. Точно. Значи, се додека се менуваат коските и раскавиците, ние не работиме со нив. Чекаме да заврши растот и кога ќе имаме една дефинитивна состојба на формата на носот, веќе можеме да влијаеме на низ. А нормално еден фейслифтинг ќе чекаме некоја средна возраст кога веќе почнал процесот на старење. Иако ќе кажам дека сите ние имаме различна генетика, различен стил на живот и со тоа и процесот на старење се поместува кај некој на помлади, кај некој веќе на постари години и затоа ќе кажам пак е индивидуален пристапот и проценката дали има индикација, односно има потреба да се изведе некоја таква. Значи има и различни типови на старење. Секако. А кога има ли горна граница кога зборуваме за возраста и естетската хирургија? Да речеме на 80 години или после 80-та година би направиле кај некој пациент фейслифтинг? Видете, тука веќе во прашање е општата состојба на општото здравје на пациентот. За да сработиме еден фейслифтинг се работи во општа анестезија, која што се има своји ризици. И тие ризици се зголемуваат со секоја хронична болест, со секоја состојба на кардиоваскуларниот систем и така натака. Така да, ако општата состојба на пациентот дозволува, да, знаеме, има и некои интересни, ме подсетивте на една пациентка која рече, мене цел живот тоа ми беше желба, меѓутоа сега имам можност. И едноставно, ако е општата состојба на пациентката дозволува на пациентот без разлика, да, во такви случаи, зошто да не. Меѓутоа, ако ние го ставаме во ризик животот на пациентот само за да направиме естетска операција, не. Значи, естетиката се работи кај здрави луѓе. И сега, оние кои што се заинтересирани за естетска хирургија, понекогаш доаѓаат во дилема, дали зафатот можеби би бил превпечатлив? Дали добро направената хируршка интервенција ќе биде видлива? Очигледно. Така. Видете, тука затоа постојат тие видувања прегледи пред операцијата.
да се разговара за кои се очекувањата на пациентот, кои се можностите, затоа што ние не секогаш кај секој нели пациент можеме се што ќе побара да се изведе или едноставно па ќе кажам не се усогласува во неговите контури на лицето или на телото. Затоа се тие прегледи во кои што имаме баш долги разговори, што се бара, што се очекува, кои се можностите, дали сакаме само така нели нешто природно, убаво, освежено да изгледаме или е тоа пациент кој што бара некоја драстична промена. Секако, доколку се тоа се добро сработи, да кажеме еден хирург кој што има искуство, ако ни оди за здравувањето секако што треба, не би требало да биде нешто впечатливо, може во друштво кога ќе се појават да бидат освежени, малку пролепшани, а сепак никој да не знае зашто точно се работи, што стои во позадина. Лузните се секогаш скриени. Значи има лузни? Секако, нема хирургија без лузна. Ако спориме за естетска медицина, она нели што подразбира најпопуларно ботокс, филер или хиалуронска киселина, нема лузни. Меѓутоа, ние не можеме да направиме блефаропластика или фейслифтинг без да има лузна. Секако таа е скриена. Ги едуцираме како постоперативно да ги негуваат тие лузни, да се минимално забележливи. Сепак ќе кажам, зависи од работата на хирургот, зависи од процесот на зараснување на организмот, како нели ќе оди. Што е со оние пациенти што се склони кон келоиди, кон создавање на ткиво над операцијата, над резот? Хипертрофична лузна или келоид. За среќа, обично имаме податок дека во детството, кога се ги дупнале ушите или паднале на коленцеве најпросто, создале една таква лузна. И ние веќе знаеме дека тој организам е склон на такви лузни и очекуваме во голем процент, без разлика колку нежно ќе работиме, колку убаво и по сите нели стандарди и прописи, сепак постои голем ризик да се случи такво нешто. И ова го разговараме со пациентите. Меѓутоа, ако нема таков проблем, многу ретко се случува да дознаеме после нели. Сепак постои начини тоа да се решава, тоа е веќе една друга тема, дали ќе се решава хируршки или со аплицирање локално на кортикотерапија и така натака, меѓутоа добро е да го имаме тој податок за да не влеземе во нешто што ни е непознато. Докторке, значи естетската хирургија остава лузни, бидејќи има и едно убедување меѓу народот дека ако се појави лузна ќе појдат на пластична и естетска корекција и таа лузна ќе исчезне. Можно ли е тоа? Всушност, лузните од другите операции, да кажем од другите специјалности, каде што се работи за некоја животозагрозувачка состојба, да речеме акутен абдомен или некоја слична состојба, секогаш хирургот дава акцент нели првично на животот и здравието на пациентот и тие рани често знаат да се инфицираат, потешко да зараснуваат и да имаат поголема лузна. Всушност, што прави пластичниот хирург е да едноставно ја отстрани, ако збориме за хируршки или третмент, таа лузна и веќе кога немаме инфекција, нели имаме веќе здрава личност, можеме да работиме со посебни техники на шиење интрадермално, кога не се гледа конецот, не го вадиме, тој се растопува и така натака, нели медицината веќе оди напред и добиваме една фина, тенка линија која што понатаму може да ја третираме со различни креми, со лузни или евентуално со лазер после тоа. И ние практично лузната ја доведуваме на еден минимум, да таа е незабележлива или ја некогаш и ја ние темпираме да биде во некоја бора, па да изгледа како една лесна бора. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот.
Кога станува збор за корекција на лицето, многу се одлучуваат првиот чекор да бидат не хируршките интервенција, тоа се ботоксот, филерите и слично. Така. Но ако понатаму сака да направат, да речеме, лифтинг на лицето, затегнување на лицето, дали овие филери кои што биле користени долги години може да представуваат некаков проблем? Видете, да, филерите знаат да ги изменат структурите. Тоа сме го виделе многу пати интраоперативно, например, кога сме правеле корекција на нос, а претходно таа корекција била решавана нели со филер. Затоа е убаво да се искрени пациентите кога доаѓаат кај нас и да ни кажат што нели е ставено пред колку време, затоа што знаеме дека тие филери со текот на времето се абсорбираат од организмот, па може таа операција да се направи, да се планира да веќе се поминати барем 6 месеци од апликација, иако зависи од кој тип на филер и за кое место станува збор. Или постои ензим хиалуронидаза со кој ние практично го аплицираме и ги растопуваме тие филери, со што добиваме и реална слика за контурите на лицата. Затоа што ние мора да имаме реална слика за носот или за контурите на лицето, за да планираме една ринопластика или фейслифтинг. Така, значи носот, покрај тоа што може да се коригира со пластична операција, исто така, неговата форма може да се промени и со нехируршка интервенција. Да, доколку се работи за мали, да кажеме, корекции, најчесто нели ако се работи за мала грбка на носот, доколку се пополни тој дел каде што е вдланатината механички со филер, се добива впечаток на еден порамен нос. Секако не може да се постигне истото што ќе се постигне хируршки, каде што директно пристапуваме на таа коска и ја израмнуваме, и тоа е трајно нели решение. Меѓутоа да, може да се ублажи, секако тоа си има и своји ризици и тие постапки. Може нели малку да се направи визуелно врвот на носот да биде повисоко. Зависно нели се оди што сакаме да постигнеме и дали постои простор. Сега ако се работи за еден врв на носот кој што е ниско, ние не можеме да го подигнеме со филер, но може да пробаме со конци. Исто така постојат конци кои што имаат запци, тие се посебно изработени конци со кои успеваме на одредено време малце да го подигнеме носот, односно врвот на носот. Но по нивното растворање, повторно ќе се врати носот во токму така. Она форма во која што е природно. Тоа е, речем, за оние кои што се плашат и се уште не се решиле за хируршки третман или многу пати знаат пациентите во ординација да кажат да видам како би изгледало. Да видат дали потоа би се решиле на пластична операција. Да. Да, многу имаме интересни, да, интересни, да кажам, приказни во ординациите. Сите ние различно веќе ја доживуваме естетската хирургија, меѓутоа сите нас не радува дека, пак ја кажам, веќе не е табу тема. Ајде да проговориме за тие приказни од искуството. Се случува ли да ви дојдат со фотографија и да речат ваков нос сакам? Да, за жал многу често се случува или бараат дали имаме програма на која ќе намонтираме нели некое носе и се почнавме нели за ринопластиката и дали тоа ќе одговара и дали баш така ќе биде и баш како на сликата и така натака. Јас искрено мојата едукација била таква и многу ги почитувам професорите од кои што сум учела и си го превземав тоа. Сум сурова во смисол на реалноста. И мислам дека тоа е единствениот правилен начин да ние однапред им кажеме на пациентите дека магија не се случува, нели? Дека не може сите да имаме барби носе, малечко, парчесто и така натака. И дека не на сите ни стои да имаме такво носе. Не може да се поистоветуваме со фотографии, ниту со социјалните мрежи. Тоа е едно погрешно мислење. Ние треба да се фокусираме на симетријата на лицето.
каков нос имаме, дали имаме грбав нос, долг нос, широк нос, може носот да биде како седло, врвот го спомнавме, може да биде превисоко, прениско, пошироки ноздрави и така натака. Секако ние веќе се чувствуваме и како вајари понекогаш, нели, треба да се припушти тој дел на професионалците. Дали си тоа што го набројавте може да се коригира? Има ли нешто што едноставно е такво какво што е и нема опција за ремоделирање? Сето ова што го направив може да се коригира. Ноздравите? Да. И тоа? Може да се коригира. Ако е премногу широк носот? Може да се стесне. Значи, не постои нешто што не може да се реши. Се случува да пациенти се веќе неколку пати оперирани, ако имале некоја компликација и веќе имаат, да речеме, изменување на структурите на раскавицата, на коската и така натака, и тоа е подрастично, може да се случи да кажеме дека кај овој пациент може да се постигне подобрување со ревизија или повторна операција, но не може да се комплетно реши проблемот. Меѓутоа, тоа веќе збориме за втора, трета операција и така натака, кога веќе нешто тргнало на лошо некаде. А првично, ако збориме за прва операција, генерално се може да се коригира. Колку време трае опоравувањето од операцијата и дали е таа болна, самата операција, самиот зафат? Така, генерално сите операции ние ги изведуваме во анестезија, без разлика дали се работи во локална анестезија, во потенцирана интравенска, општа, зависно нели која операција, така да секогаш пациентите не чувствуваат болка, без разлика дали се заспани или не. Секако и постоперативно ние им даваме терапија, им даваме аналгетици кои што ги дозираме така според искуството да тие немаат болка. Тоа е битно за првите неколку дена. После тоа веќе и навистина и немаат потреба од таа терапија. За да кажеме дека имаме едно комплетно опоравување, во смисол на ткивото некогаш треба и многу повеќе од 6 месеци до година. Дори знаеме и за носот да кажеме дека после една година го имаме дефинитивниот резултат. Значи не може да го видите крајниот резултат веднаш по отстранувањето на завоите, на тампоните, ќе биде отечен? Да, ќе биде. И ќе видиме резултат секако ќе има. Но не крајниот? Но не крајниот. Веќе за 2 недели раните ќе ни се зараснати, отокот ќе ни е намален, ако имало некое модрило, хематоми, ќе ги нема. Меѓутоа, за да кажеме дека тоа е дефинитивниот резултат, треба подолго. Дали операцијата, пластичната операција на носот е нешто што најчесто се бара? Па се бара често, реално се бара често и многу често се работи за пациенти кои што не бараат само естетска операција, туку воедно имаат и проблем функционален. Односно имаат потешкоти во дишењето преку носот, нивната продност на носните ходници е тешка и најчесто се работи за девијација на септумот, односно на преградата на носот. Тука веќе имаме 2 индикации, нели, во еден исти акт да му помогнеме на пациентот да неговата функција на носот се врати и воедно и естетски да се коригира она што нели има простор или му смета на пациентот. Две во едно, значи? Да, тогаш збориме за риносептопластика. Така, тоа е една, да кажеме, подолга операција. Ние меѓу нас, хирурзите, знаеме да кажеме дека тоа може би е и најтешката операција во естетската хирургија, затоа што структурите на носот се толку малечки, а од секоја од нив зависи крајниот резултат. Тука е операцијата на ушите, на клемпавите уши. Споменавте уште на почетокот од денешното издание на Телма амбуланта како нешто што се изведува уште во детска возраст. Но дали само клемпавите уши се коригираат кога станува збор за ушната школка или пак може се направат и некои други зафати? Може секако, нели има различни ситуации, различни
еве да ги крстиме деформитети на ушните школки. Многу често се случува да дечињата немаат антехеликс, или тоа е втората бора која имаме на ушната школка, која никогаш дури дава лажен изглед дека се работи за климпави или проминентни уши, а всушност и тие не се толку нели проминентни, колку што недостатокот на антехеликсот дава проминентност само на горниот дел од ушната школка. Тогаш значи се работи за формирање хируршко на тој антехеликс. Постојат повеќе техники, меѓутоа генерално нели за општа популација би рекла се ослабува рскавицата во тој дел и со помош на шавови или кончиња се формира, се моделира тој антехеликс. А кога станува збор за климпавост на ушите, дали тој зафат е сложен? Па видете, тоа е една од естетските операции кои што и нема многу компликации. Да кажеме дека инфекцијата е една од нели оние компликации кои што е непријател на хирургијата и на хирурзите, меѓутоа сепак кога работите во сите стандарди и прописи, веќе спомнам нашата болница Жан Митрев, каде што работиме по JC стандарди, каде што има протоколи за стерилност, или протоколи како се влегува во сала, како пациентот се сместува после тоа и така натака. Ризикот од вакво нешто е сведен на минимум, да не речам го нема. Сепак зависи нели од хирургот, од институцијата во која што работи и секако постоперативната нега на раната. Сите тие пациенти доаѓаат на контроли, ги негуваме раните, си примаат терапија и така тој ризик од појава на инфекција ние практично го сведуваме на минимум. Друго нешто што може да се случи е продолжено крварење. Дали ќе биде како крварење или формирање на хематом, веќе нели зависи колку рано ќе изреагираме. Меѓутоа се тоа, да кажам, компликации кои што се явуваат во првите 24 часа и ние можеме да ги детектираме и решиме. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката, до Ви благодарам. И сакав нешто само да прашам. Имам проблем со градите. Дали прават естетски процедури за намалување на градите? Бидејќи јас сум возрастна, 57 години, имам доста потешкоти со орбитниот столб. Тежината на градите ми влијае на орбитниот столб. Дали прават такви процедури? Колку е цената и нешто пошироко. Нешто повеќе околу тоа. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Обично се зборува за зголемување на дојките, но ова е еден исклучително секојдневен проблем со жените што имаат големи дојки, се жалат на проблем на грбот и се распрашуваат за нивно намалување. Точно, да, тоа е дури многу често исказ од пациентките дека имаат проблеми нели со рбетот, со кичмата, како што најчесто кажуваат, заради тежината на градите, нели сепак жлездите во градите тежат и го влечат целиот граден кош нанапред. Да, во такви случаи постои индикација да се направи редукција на градите. Тоа се работи во нашата болница. Оно што можам да кажам на пациентката дека е нешто што се работи во општа анестезија, дека ќе треба да остане во болница барем 2 до 3 дена, нели да видиме постоперативно како ќе оди за здравувањето и потоа доаѓа на контроли амбулантски. Често пати прашуваат нели дали е болно, за колку време ќе можам да се вратам во секојдневните активности. Пак ќе повторам, ние се трудиме со терапија, постојано сме во комуникација да таа болка биде сведена на минимум. Се враќаат доста брзо, искрено негде после 2 недели веќе може да функционираат. Дали ова операција остава лузни на дојката? Да. Пак ќе кажам, лузне, нема хирургија без лузни. Бидејќи кога се зголемуваат дојките, лузната е под дојката и е невпечатлива. Так. Но во овој случај имаме една лузна која што е како нете,
нели, покрај оној рез под дојката кој што обично се крие, имаме уште еден вертикален рез кој што се движи од под ареолата на дојката надоле, баш како нете, како што спомнав, доколку се работи нели за поголема града. Претпоставам дека е таков случај затоа што нели веќе има проблеми со рабетот. Така, со грбат. Така. Да се навратиме ние на најчистите операции кои што се прават на лицето. Ги споменавме ринопластиката, односно пластичната операција на носот, операцијата на ушите. И сакала да уште едно прашање кое ќе се однесува на клемпавите уши, нивната корекција. Многу често ги изведувате овие зафати во детска возраст. Па како изгледа да се работи со деца? Така, децата се многу мотивирани во главно. Мотивирани се? Да. Реално тие имаат проблем и најчесто од своите врсници и сакаат нели да го решат тој проблем за побрзо да се вклопат во околината и се многу мотивирани. Значи, ќе го решат проблемот со физичкиот изглед и ќе им се крена само до вербат истовремено. Да. Пак ќе кажам, тоа е веќе реален проблем и навистина е многу благодарно по тоа кога ќе спомнаме на девојче кој што цел живот одела со пуштена коса, па така нели срамежлив став прв пат кога влага во ординација, за разлика од веќе постоперативно имаме фатена коса, една само доверба кога се влегува, така да е многу благодарно кога ќе видите таква промена. Имаме уште еден гледач. Уште едно прашање од гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до вас, водителке. Ви благодарам. Почитувана. Јас сум повозрастна, не малку, повеќе, 74 години. Меѓутоа, имам проблем со очите. Прво да ви кажам дека сум со диабет на инсулин 13 години и со видот веќе тешко оди. Така. Се повеќе и повеќе го губам. Меѓутоа сега слушам докторката спомна дека прават корекција на капаците. Мене ми се паднати толку многу што дека јас сосема малку ми е видното поле напред на окото се многу малку гледам. И се повеќе ми смета во врска со гледањето. Дали јас нешто треба да превземам и што би советувала докторката? Така, со оглед на вашата состојба, бидејќи имате диабетес. Да, и годините. И годините и возраста. Ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Што можете да советувате? Еве веднаш преминуваме на таа тема на очите капаци. Така. Да, знаат очните капаци да натежнуваат премногу и да бидат терет и да го намалуваат видното поле, па дури многу намрштено изгледаат, нели, затоа што се трудат некако да ги поткренат тие капаци, па дури побрзо старее целото чело и цел тој дел од лицето. Ова е една операција која што се изведува и во локална анестезија, што значи нели пациентката ќе биде будна, ќе си правиме еден пријатен муабет и ќе се работи, што го намалува ризикот кај вака по возрастни групи нели во однос на возраста. Во смисол да тоа се работи во општа анестезија, веќе ја изложуваме на други ризици, а кога работиме во локална анестезија, тие ризици ги анулираме. Така да, од тој аспект може. Во однос на шекерот, знаат да прават диабетичарите проблем во зараснувањето на раните. Меѓутоа, ако е тоа еден контролиран диабет, кој што, бидејќи спомнан или подолги години го третира пациентката, претпоставам дека е на инсулинска терапија и така натака, ние правиме една предоперативна проценка, консултираме ендокринолог кој што секако имаме во нашата клиника и правиме една проценка, ако е тоа контролиран диабет, тогаш нема да имаме проблем. Доколку во момент на преглед тоа не е контролиран диабет, може во еден период да се работи на тој случај, да се реши, да се најде правата терапија со ендокринолог, да не дојде шекерот во некои нормални граници, за да може потоа да изведеме таа операција, да немаме проблеми. Промината на очите капаци е еден од првите знаци на старењето на лицето и на кожата. Тие се спуштаат. Па сега има ли момент за кој што сметате дека е прерано да се направи таков зафат, да се почека уште малку или не постои таква категорија?
Да, видете сега, ако тоа е пациентка што ќе дојде на 35-40 години, знаеме дека процесот на старење ќе продолжи понатаму и разговараме дали нели сега ќе се направи блефаропластика, па потоа постои можност нели како ќе продолжи старењето да има потреба од повторна блефаропластика или ќе почекаме и ќе работиме со други нехируршки техники, во смисол со употреба на ботокс ние може малце да помогнеме. Да се кренат? Да, очите капаци? Да. Со употреба на конци може да се направи еден нехируршки лифтинг на горната третина практично на лицето, односно на челото, со што ние кога ќе ги значи подкренеме... со лифтингот на челото всушност ќе ги покренете и очите капаци. Да. Видете, има една многу интересна тема во естетската хирургија, каде што дилемата е дали нас ни стареат горните очни капаци или ни се спуштаат вегите надоле затоа што ни старее целото чело. Најчесто се работи за двете работи. И ако ние направиме едно, а ние го направиме другото, резултатот ќе биде, да речеме, измеѓу. Ќе има секако нели подобрување, меѓутоа за да имаме најдобар резултат, најдобро е да се направи едното и другото. Зависно сега нели правиме проценка и на преглед, дали се работи за спуштање на вегите, и самите ние ако се ги пипнеме вегите, а ни се под работ на горниот раб на орбитата, знаеме дека челото веќе ни се спушта надоле, вегите ни одат надолу и затоа имаме чувство дека кога се шминкаме веќе окото не ни е така отворено. Тоа и најчесто го слушаме, кога се шминкам докторка не е исто како нели во младите години. Не се гледа повеќе шминката како што се гледала. А доктор, ќе се случува ли после операцијата очите да не можат сосема да се затворат за време на спиењето? Вака, тоа е веќе компликација. А тоа е компликација. Да, може да се случи, меѓутоа тоа е компликација. Кога малку поамбициозно сме извадиле повеќе, значи кај блефаропластиката ние го вадиме вишокот на кожа и тоа треба така прецизно да нели се искалкулира колку ќе биде тој вишок, затоа што ако оставиме повеќе нема да имаме толку добар резултат, а ако претераме ќе имаме таков проблем да не може целосно се затвори окото. А секако тоа ќе наруши функцијата, ќе имаме суво око и така натака, значи веќе навлегуваме во компликации. Докторке, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Не успеавме да опфатиме се, но задоволство ќе ми биде доколку повторно бидете наша гостинка во емисијата. Ќе ми биде драго. Ќе се видиме повторно. Објаснивме на вистина многу работи поврзани со естетската хирургија, значи не секогаш е само да се коригира нешто поради естетски причини, туку се решаваат и здравствени проблеми. Така е. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.